Оваа влада мисли дека, таа трагедија која што се случи во Кочани, дека е да вид како Божја волја. Тие немаат никаква одговорност, па ниту имаат одговорност да помогнат колку што треба, како што еве и што бараат родителите. За мене тоа несфатливо. Објаснувањето на премиерот, сега не требало да зборуваме за пари, не зборуваме ние за пари, ние зборуваме за помош. Зборуваме за помош, неопходна помош на семејствата. Голем дел од тие семејства, има некои семејства кои што имаат еден член изгубено, да речеме друго дете кој што е со 50, 60, 70% изгореници, они продолжуваат да живеат у тој хаос. И сега голем дел мислам, јас имав минатиот пат зборов за тој во парламентот, имаш голем дел родителите или си има дадено откази, или имат изгубено работа затоа што се грижат за децата кои што им се дома. И сега тие бараат само помош, не се тоа пари за пари, тоа е помош. И излегува премиерот и вика ај сега да не зборуваме за пари. Било некоректно да се зборува за пари, да сме зборувале сега празниците иделе за убави работи. За мене ова несфатливо, ако мислам дека од една страна е они навистина мислат дека се безгрешни и дека ова се работи за некоја Божја волја што се случило, и од друга страна, дури и буџетот ако го погледнете, ќе видите дека и тоа е една одлика на неолибералниот менталитет на ВМРО, да помнете секојаш од народот кратат, ме разбирате. И најтешко им паѓа сега кога треба на народот нешто да се даде. Дека од нивен џеб ги вадат парите, да. За нивните да скратат даноци на капиталот не е проблем, да милиони евра да се прелеат во џебовите на богатите, но во овој случај кога се работи за обичен народ, гледам ја еден несфатлив отпор да не им се помогне на тие луѓе колку што треба.